Пред се добро вечер, почитувани гости, драги пријатели, почитуван организатор Актис, невладината организација која што долги години работи и твори на овие простори. Сакам да се заблагодарам за оваа прекрасна идеја што сакате да направите сега и што ќе работи во иднина за младото, рурално новинарство, кое што дел од големата приказна што имаме во Прилеп, што имаме во Република Македонија. Она што сакате да го направите е да секоја почит за да не испадне дека само големите националните, државните, концесионерските телевизии може да дадат правилна, вистинска и така наречена голема вест. Вестот може да биде голема или мала, во зависност од тоа кој ја презентира, како ја презентира и зашто ја презентира. Големата вест што секогаш ја даваат големите медиуми, дали се тоа печатени, електронски или кој би на медиум, не значи дека е права, вистинита и значајна, туку и малите вести, кои што навидум се мали, ако тоа има призвук кон народот, ако пробудува интерес кај народот, кај граѓаните, таа може да биде вистинска, голема и значајна вест. Јас уште еднаш сакам да истакнам дека ова што сака да го направи Актис е еден почеток во новиот начин на истражното, да кажем, новинарство, кое што голем дел од нашите новинари представуваат седмата сила, што сите знаеме, и секогаш јас сум убеден дека со задоволство тоа професионално го прават и го презентираат на секој можен начин што можат да го презентираат на граѓаните и сигурен сум дека во иднина тоа ќе го прават, може да се представи од општината, за општината и се она што се случува во општината и убеден сум дека секоја критика што ќе биде за општината, ако е добронамерна, ако е позитивна критика, јас ја прифаќам во полна мера со целиот респект према било кој, дали тоа е новинар, дали тоа е граѓанин или некој критичар или опозиционер, без разлика од која провиненција ќе го постави прашањето или критиката или некојаш добрата намера за доброто што се работи во општината, значи зборувам само за себе и за општината, за тоа што сум јас нејзин представник и секојаш ќе ми биде драго ако секојаш и на новинарите е позитивна критика, добронамерна, со цел да укаже на недоследностите, неправилностите или пак недоследностите што ги прават вработените во општината. И секогаш ќе го примиме и ќе го прифатиме за да можеме на најдобар можен начин да го коригираме, да го исправиме, да го направиме правилно за граѓаните да го имаат во својот дел, во своето живење, во тековниот начин на работа и така натаму. Јас мислам дека се она што ќе биде презентирано е во добра намера и тоа е за доброто на сите нас во градот, за да имаме подобар град, почист град, подобра животна средина, подобри услови за работа, подобри услови за учење на нашите деца, на учениците и се она што офаќа инфраструктура во градот и се она што е потребно на нашите граѓани да работат, творат, уживаат. Мене ми е многу драго што е вечерва сме овде на ова место, така наречен јавен простор, каде што најчесто во последно време оваа година, точно ова лето се случуваат спектакуларни настави, музички настави, каде што народот, граѓаните се забавува и многу ми е драго што токму на ова место ќе зборуваме и ќе проговориме за темите во интерес на граѓаните, затоа што јас специјално дојдов на оваа трибина да се представам, не да се представам себе си, да представам општината за сите оние критички работи што треба да ги кажат граѓаните, може да ги кажат овде, на ова место, на било кој медиум во градот, на било каков начин може да е писмено, усмено или на било кој друг начин, за да ми укажат на потребните корекции што треба да ги направиме во општината, во администрацијата, а јас знам дека има многу
Сите работиме со најдобра намера да им услужиме на граѓаните, но секогаш може подобро, секогаш тоа се случувало да секој наш вработен и секој граѓанин, тој секој вработен во општината, јас како градоначалник можеме и подобро. За тоа да го направиме, јас не ставам ова како табу тема. Имам кажано и порано, ќе повторам и сега. Стоам на располагање на сите медиуми, за сите новинари, на сите граѓани да разговараме за било која тема што е во интерес на граѓаните и што е во надлежност на општината. Затоа што сите имаме заедничка цел, како што кажа, да имаме подобар град, почист град, подобра животна средина и се она што ни е потребно за нашиот град да живее понатаму и да биде подобар и подобар. Јас ќе укажам само за два примери како позитивната критика делуваше лично на мене и за мене, точно што еден добронамерен новинар, уште со самото моје доаѓање, напиша во некој од порталите дека и со видео инсерти дека на два моста скршени се оградите во градот. И што прави градоначалникот за ова? Не го сватив ниту лошо, го сватив добронамерно. Прво што направи, ги повикав службите што се надлежни за тоа, ја детектираат проблемите, ги детектираат скршените огради, направи начин како тоа да се направи, на највозможен начин се коригираат оградите и работата беше, така речи, нечудно завршена. Ако не беше добронамерната критика на овој новинар, сигурно може би уште подолго време ќе траеше тоа оградите да не бидат направени. Тоа е еден пример и уште по-еклатантен, подобар таков пример ќе ви кажам. Во мојата кампања предизборна за кандидат за градоначалник, во програмата беше кажано дека ќе овозможиме бесплатно двочасовно возење на пензионерите во јавниот превоз во градот. Тоа го направивме, после со одлука на Совет, после некој ден во една пресконференција, еден од новинарите ми вика, градоначалник, имаме една заменка и една забелешка. Повелете, кажувам, вика, она што го донесовте на Совет за двочасовно бесплатно возење на пензионерите во градскиот превоз, не е доволно, не се доволни 2 часа, потребни се 4 часа, затоа што за 2 часа тој ќе појде во еден правец, ама нема да има можност да ја заврши работата и да се врати за бесплатно да се вози на Брајќене. Вистински, кога размислив, видов дека е во право новинарот. Не помина долго време на следната седница на Советот на општина Пријеп и ја коригиравме таа одлука, донесовме одлука да пензионерите можат да се возат 4 часа во денот бесплатно, точно од овој начин како што беше презентирано и кажано од позитивната критика на новинарот, што ми ја укажа, за да пензионерите се водат место 2-4 часа во денот. Воопшто не сакам да потенцирам дека стојам на располагање за сите вакви и слични проблеми што се јавуваат, а ги има безброј во градот. Јоно да кажам, ниту можеме веднаш, ниту наеднаш да ги решиме сите проблеми, сите недостатоци, ама сум на располагање со сите сили што ги има и што располага општината, со силот потенцијал и на ваше укажување, тоа да го коригираме на најдобар можен начин. Тоа ќе го правам секогаш, тоа ќе го правиме и во иднина. Јас уште еднаш да спомнам дека стојам на располагање со било кој, за било кога, да вратите во општината се отворени, за сите новинари да разговараме за било која тема. Уште еднаш, значи нема да остане ниту една тема за да се каже каде се трошат и како се трошат парите на граѓаните, народните пари, затоа што тоа го има секаде во светот. Европа тоа го нуди, тоа го кажува, демократската Европа, што ние се стремиме на сите можни начини, со сите своји сили да ги направиме реформите, како што се реформите во правосудството, реформите во образованието, во здравството,
ние се стремиме тоа да го направиме и мислам дека тоа ќе успееме ако сите заедно влеземе во таа приказна. И на овој начин сакам да кажам уште еднаш дека сето тоа заеднички, сите заедно ќе го направиме со вашето укажување, нема да остане ниту една тема табу и секогаш транспарентно ќе кажуваме каде и како се трошат нашите пари. Тоа е впрочем грижата и несекањето на некои да одиме во Европа, затоа што некои е научат да се трошат нашите пари без отчет. И ова да спомнам, дека оваа телевизија што ја спомна Актис, тоа е отворено, транспарентно, вистинито. Тоа е, мислам, поентата што треба да биде на оваа телевизија. На вашите млади рурални новинари што ќе бидат во градот, за тоа да го направат на најдобар можен начин и сите заедно да влеземе во оваа демократска Европа и демократски свет кај што сите сакаме заедно да одиме. Токму затоа и последниот период, општествено-политичките ситуации, случувања што се случуваат во државата. Сите знаеме и сакаме, јас како демократ сум заложник и поборник на Европска Македонија, за европските стандарди што ги има во Европа, да ги донесеме кај нас во Македонија, во Прилеп, затоа што тој е начинот да се приклучиме со се она што го има таму, да го направиме со сите наши сили, со сите наши желби, она што нашите млади го бараат во Европа, да ги направиме условите, амбиентот и се што е потребно да останат нашите млади овде. И вие знаете, сите знаеме дека тоа не можеме да го направиме наеднаш, не можеме да го направиме брзо, ама тоа мора да имаме пред се желба, тоа да сакаме, сигурен сум дека тоа можеме да го направиме. И пошто сега се зборува за референдумот, кој е многу важен и многу битен, што сега ни престои, јас сакам само да напомнам дека се она што ни е кажано од јавните медиуми, од реалните кујки кои што го кажуваат вестите, а како што да спомнам дека правата вест е онаа која што е точна, правовремена, брза и вистинита вест. Ова мора да го знаеме сите. Ако е ваква вест донесена брза, точна, вистинита, тоа ќе значи дека нашите граѓани правилно ќе бидат информирани, нема да имат спинување на настаните за да добијат погрешна перцепција, погрешен начин на однесување и погрешно представа за оно што се случува во светот или конкретно во овој случај за одењето или приклучувањето на нашата земја во НАТО алијансата или Европската унија. Сите демократски вредности што ги имаат тие, ние сакаме да ги донесеме кај нас тука, да имаме бруто домашен производ доголем, зголемени работни места, се она што нуди брз економски развој на нашата држава. Безбедноста, сигурноста на нашата држава што ни нуди Европската унија и НАТО алијансата, мислам дека сега е дојден моментот, дека во нас е клучот, дека ние треба да одлучиме за себе си, за нашата иднина и за иднината на нашата држава, за нашите деца и за идните генерации. Јас сум сигурен и убеден дека тоа ќе го направиме, ние знаеме да го направиме, знаеме што сакаме, без разлика што некои оваа вест ја спинуваат, ја конструираат, дека е малку поинаку и дека, само ќе спомнам, не сакам многу да должам околу ова, ама не можам да не го спомнам начинот на однесување, начинот на делување конкретно за Република Македонија, дали треба да влезе во НАТО и Европската унија или не треба да влезе. Мислам дека македонскиот јазик, македонскиот идентитет е завршена работа со овој договор што престои и ако е правилно презентиран на граѓаните, најголем дел од граѓаните и денешната анкета што ја доби дека 57% од сите граѓани се сложуваат дека треба да појдеме во НАТО и во Европската унија, и најголем број од нив ги гласаат за, ми дава за право да зборувам и да кажам дека на прав пат сме, на вистинскиот пат сме и ние треба да избереме одиме напред или остануваме назад и да се вртиме во место. Ама мислам дека нашите граѓани секогаш
биле на некој кастопат, ама вистинскиот пат го избирале секогаш. И овај пат, мислам дека сме на вистинскиот пат, сите ќе го избериме тој пат и сите заедно ќе зачекориме во идните води, во европските води, да биде Европска Македонија. Благодарам. Во овој проект да ги обучиме, да бидат очи и уши на таа отворена телевизија. Инаку, предноста е што е таа телевизија дел од една медиска заедница, која во Македонија функционира преку Прилеп, а исто така функционира во Србија, Црна Гора и во Босна и Херцеговина. Во Западна Европа ги има 521, а во Југоисточна Европа ова е прва. Значи, тие многу повеќе научиле меѓу себе да соработуваат, да споделуваат, додека мислам дека времето кај не почнува баш на овој начин. Поентата е дека големото новинарство оди по настани, малото новинарство мора да ги произведува, мора да оди по едукацијата. Например, малиот новинар треба да ги знае надлежностите на општината, како ги остварува, зошто ги остварува, малите општини, рурални, кои надлежности ги делегирале на поголемата општина, како што, например, општина Прилеп извршува надлежности за сите рурални општини кои се овде околу, а исто така и централните институции кои се овде имаат седиште извршуваат надлежности за помалите локални заедници. Спецификата на руралните општини исто така е доста тешка за покривање кај новинарите, затоа што тоа не е едно село или центар. Таму имаме повеќе села, а ни едно село нема исти интереси со другото. Ако е некаде битен патот, на друго место како приоритет е битно нешто сосема деветто и на тој начин секогаш руралните општини назадуваат во представувањето на јавниот збор. Ако ние имаме рурални репортери во сите тие места, исто така, ако имаме рурални репортери и во градот, во некои места кои се помалку застапени, многу повеќе ќе се слуша нивниот глас, многу повеќе ќе бидат информирани општинарите, значи каде се лоцирани проблемите, а со тоа и многу полесно тие можат да ги решаваат, значи да бидат поблиску. Кога имаат некоја јавна кампања или општествена кампања, како што е, например, оваа сега со референдумот, бидејќи тоа е општествена кампања, тоа е многу поголемо отколку општина, влада или невладини организации, тоа е навистина нешто, едно од најголемите работи и затоа му припаѓа на општеството, а не на посебни институции. Тогаш во тој случај многу полесно можат да се имплементираат тие работи преку таа отворена телевизија и преку тие мали приказни. Значи, тоа е поентата, останато, тоа е чиста операционализација и преку видео обука ние сакаме да допреме до што повеќе луѓе и во Прилеп и во руралните општини околу Прилеп, да се јават оттаму луѓе кои ќе се едуцираат и после тоа можат да работат заедно и со локалната самоуправа, дури и да се мешаат во одлуките на локалната самоуправа точно преку прилозите кои ќе ги обработат и ќе му го представат проблемот на оние кои носат одлуки, градоначалниците, советите, но и нивните многу тела кои се формирање различни совети. На тој начин општината станува поблиска до граѓаните, а граѓанинот, онај обичен граѓанин кој нема ни функција, кој нема, например, ни некои специјални можности, може да дојде во центарот на вниманието. Мислам дека хуманизацијата на општеството може многу подобро да се одвива на тој начин. Ве благодарам.